покаже точно како портпарол на влада и политички комесар истовремено од партијата ДПМН, за која што знам многу работи и многу сум кажал, која што е ставена на ветрометина, делува неупатена, делува неедуцирана, но добро подготвена да ви креира еден розов свет, еден свет во кој што се е убаво и тие нешто работат за да се подобрат работите. Но за незина несреќа се соочи со подготвената Александра, која што и ги постави прашањата на кои што ова немаше одговор, туку имаше мачкање на очи. Да погледнеме, пуште малце ќе искоментираме. Би сакала да ве прашам, дали според вас е логично вработен во Министерство за енергетика да зема нето плата од 105.000, бруто плата од 160.000 денари? 105.000 плата. Вработен во влада, бруто плата од 137.000 денари, а лекар да зема просек 50.000, наставник нешто над 30.000, текстилен работник минимална плата од 22.500 денари. Во однос на вашето прашање, јас не би можела да дадам одговор за тоа која е логиката или не во рамки на платите. Предпоставувам дека истите се однесуваат врз основа на закони кои што се предвидени. Дали разликата и дискрепанцията која што има во однос на платите од позиција до позиција е различна? Да. Дали зборувавме како влада дека ќе размислуваме за подигнување на стандардот на граѓаните и на сите оние кои што треба да земаат соодветни плати за соодветна позиција? Да. Тука мала пауза. Ова се вика ворд салат или салата од зборови, која што ако фатите да ја анализирате, сваќате дека ништо не ви кажал. Дали кажавме ова, дали кажавме она, вака ли ќе правиме, нака ли ќе правиме, она одговара тоа што однапред е сигнализирано да го збори, за да го дисторзира прашањето. А прашањето е многу јасно од Александра. Како може во влада или во енергетика да имаат по 100 до 150.000 денари чиста плата без давачки кон државата, нели? Нето и бруто, а наставниците, докторите и текстилците да имаат 5 пати помала плата. Тоа е прашањето, на кое што вие не добивате одговор, туку добивате од Дедо Ное па до Армагедон раскажувања за работи кои што не се поставени во прашањето. И при тоа гледате една неупатеност, една неедуцираност и секако човек, односно жена, која што е далеку од било каква елоквенција. Пањето на платите во владата и министерствата го предлагате вие како влада во буџет. Повторно. Затоа ве прашувам вас. Подобрувањето на животниот стандард на граѓаните подразбира не само зголемување на плати. Александра е упорна и тоа ми се допаѓа, пошто ја гледа оваа дека се прави на Тошо и вика, ве прашувам за платите во владата. И сега следува најинтересниот дел, кој што го сметам да имаше Оскар на глупоста, веднаш дека ќе беше во тесниот круг за награда и сигурен сум дека ќе победеше, а Гинис ако гледаше имаше категорија на избираме глупост на годината од политичарите или трабантите нивни во Македонија, сигурно ќе добиеше награда и од Гинис. Пазите што одговара. Александра прашува за владата платите. Значи тоа е еден мал круг на луѓе, извршители кои што се наоѓаат на сервис на премиерот, на нивните кабинети, значи збориме за шофери, секретарки, чистачки, луѓе кои што се сервис. И ја прашува зошто овде луѓето кои што се мал дел исто така од државната бројка на администрација и еве што одговара како да кажам за господјава. Господица. Она одговара тоа што некој го кажал, кое што мисла дека може да пројде како логичен одговор. Подобрувањето на стандардот била нивна стратегија. Чиво подобрување на стандард? На вашите измеќари во владата или на целиот народ?
стандард на граѓаните, подразбира не само зголемување на платите, туку обезбедување на сериозни економски услови кои што ќе го подобрат животниот стандард. А зошто како влада во буџетот не започнавте со зголемување на платите од текстилството, на пример? Во повеќе сегменти од работењето предвидени се зголемување на платите. Во минатото, односно во минатите неколку недели, најавивме на вистина зголемување на платите во образовниот кадар, за здравствените работници, продолжуваме да работиме на сите сегменти и во идниот период. Пак пауза. Овде пак и мачка очи на Александар, односно се прави обид да се замачка очи на јавноста. Наредниот буџетот за 25-та е околу 6,5 милиарди евра. Оној што го чита буџетот гледа дека се предвидени зголемувања за овие нивните гавази, односно новото формирано Министерство за енергетика, каде што се ставени луѓето што му се клучни за трговија со енергенси и струја на првиот, најубавиот, најдобриот, главниот и овие што им се сервис во владата. И меѓу другото, они најавуваат да ќе зголемиме 5%, 10%